Надпреварите од 21-то коло на втората лига овој викенд наместо во сабота ќе бидат одиграни во недела поради репрезентативната пауза, а надпреварите од 24-то коло на првата лига ќе се играат 1 во петок и 5 во сабота. Ова рунда носи неколку интересни средби неизвестни надпревари и за горниот дел и за долниот дел од табелата. Арсими на домашен терен ќе се соочи со Каменица Саса, која во пролетниот дел игра допртлив фудбал и има одлични резултати, особено против фаворите, како што беше убедливата победа 4-0 над Брегалница и ремето дома со лидерот Македонија Ѓорче Петров. Тоа за Расими е повеќе од знак на предпазливост и најава за неизвестен дуел. Двете екипи во своите редови имаат најдобри стрелци. Андреј Симивски постана 12 гола за Саса, а толку постана и Албин Рамадани за Арсими. Екипата од Чегра нема право на грешки, цели кон 3 бодови, ако сака да ги следи водечките екипи во трката за местата кои водат во првата лига. Башкими на домашен терен како апсолутен фаворит ќе игра против Вардар Неготино. Квалитетот, домашниот терен и домашната публика се на страната на тимот од Куманово. Беласица ќе сака втор триумф во низ и да фаќа приклучок кон горниот дел од табелата, а на домашен терен ќе игра против Новоци, кој пак ќе бара излез од резултатската криза, бидејќи на последните 5 надпревари собра само 2 од можни 15 бодови, односно има учинок од 2 реими и 3 порази, па веќе станува густо за тимот на Дарко Крстевски во битката за сигурен и ран опстанок. И во рамки на 21-то коло ќе гледаме дерби од дното на табелата во Велес меѓу Борец и Осогово. Трите бодови се императив и за двете екипи кои водат грчевити борби за опстанок. Борец со Порозов Богданци направи чекор назад во трката за директен опстанок, а против Осогово откочени нема направена грешка со цел да не ја закомплицира работата и за баражот. Борец со 10 бодови предпоследни во опасната зона за директно испаѓање во трета лига, а пак Осогово е во бараж зоната за опстанок со 13 бодови. На градскиот стадион во Штип екипата на Брегалница ќе има незгоден противник, ќе се соочи со Скопје. Ова ќе биде дуел на два поранешни прволигаши каде пиратите од Автокоманда знаат да бидат незгодни противници и растеретени од било какви притисоци се во средината од табелата. Притисокот на овој меч ќе биде кај Брегалница која ги брка првите две места кои директно водат кон прва лига, а со оглед на тоа што водечките екипи имаат полесни противници, Брегалница треба да дојде до трите бодови, да има одново 2 бода негатива или да се надева на кикс на конкурентите за да избие на првото или второто место. Горан Томовски нема да биде на располагање на тренерот Ристен Нумов, бидејќи има 5 жолти картони и нема да настави против Скопје. Детони Плачковица на домашен терен ќе бара прва пролетна победа, а ќе се соочи со Кожув. Тимот од Гевгелиев Радовиш доаѓа без Сашо Дуков и Никола Сарески кои поради 5 жолти картони ќе го пропуштат мечот со Детони Плачковица, а тоа за Радовишани може да биде предност и да израдуваат радовишката публика на триумф на градскиот стадион во Радовиш. Лидерот Македонија Ѓорче Петров против последно пласираниот Вардарски ќе бара рехабилитација за враќање на победите. Откако во претходното коло ремизираше во македонска Каменица играјќи 0 против Саса. Лавовите не почнаа во пролетниот дел како што посакува и со тоа го загрозе не самото првото место, туку и борбата за првата лига, бидејќи имаат изброј на бодови како и Башкими, а Брегалница со нив е на негатива од 2 бода. Тимот од Ѓорче ќе биде голем фаворит против Вардарски, само победа ќе биде цел за лавовите, ако сака да го сочуваат првото место, а за Вардарски реми би било позитивен исход. Охрид на домашен терен ќе ја пречека победа каде двете екипи ќе бара триумф после поразите во претходното коло. Победа има 2 порази во низа, а триумф им потребен со цел да имаат комотна бодовна залиха во односно опасната зона. А пак Охрид после големиот пораз од Башкими во претходното коло ќе бара триумф со кој би можел да избие на 5-то место. Надпреварите од 21-то коло ќе започнат во 15 часот.